Со мене во студиото веќе е Петар Арсовски. Петар, добро утро. Добро утро. Мислам дека би било напразно сега да се занимаваме за тоа што се случи вчера, бидејќи резултатите се убедливи, јасни и тука речи си да нема ни нијанси во целата работа. Туку победата на опозицијата навистина беше во еден, како да кажем, цунами стил. Добро, за оние кои што ги следат изборите во Македонија сите овие 30 на демократски години и воопшто во светот, веројатно и не е толку изненадувачки, освен бројките и освен неколку места се разбира, што практично трендовите од првиот круг се продолжуваат и во вториот круг. Имаше некаква можност за пресврт или џабе беа сите овие енергии кои што ги вложи пред Заев за да се обиде нешто да направи? Науката вели дека трендовите кои се појавуваат во првиот круг, во вториот круг или третиот круг на изборите се засилуваат. Така се случи со Андреј Жириновски во центар, така се случи против Ердоган во Истанбул. Овие последни напори на Заев, тоа што го нарекува популарно сега all-in, има некаков ефект на мобилизација кој се гледа најмногу во традиционално општините на СДСМ, како на пример Картуш. Таму нивниот кандидат од 9.000 гласа има 14.000 сега, на пример, но сепак недоволно за победа. Меѓутоа истовремено тие повици за мобилизација, ако условно речено Скопје падне, јас си одам, го мобилизираат неговото гласачко тело, ама ги мобилизираат и оние кои би сакале тоа да се случи. Па викаат, така ли, ти Скопје ако падне ќе си одиш. Така што со резултатите на изборите и исходот, мислам дека попаметно да се бави СДСМ кој ќе се свестат во четврток. И да видиме после тоа што значи за нив во партијата, бидејќи таму е ситуацијата покомплицирана сега. Што се однесува до влада и до собрание, поедноставни се опциите. Не имаме премиер во оставка. Неколку опции се пред нас што ќе се случува. Првата е Заев да си отиде да остане парламентарното мнозинство на СДСМ. Втората е со заминувањето на Заев да се смени парламентарното мнозинство и да има политичка влада на ВМРО-ДПМН. Третата е со заминување на Заев и оставката да имаме некаква широка, концентрациона, техничка, како сакаш наречела. И четвртата е, се разбира, предвремени парламентарни избори. Ние видовме дека фатија позиции двата лидери веќе вчера во изјавите, Мицковски за предвремени парламентарни избори, Заев против. Да видиме што ќе се случи. Тука не се они суверени во изборот што ќе се случи. Сакам, пошто и Алберт Мирмеджеси, добро утро, фала што не се придружи во студио, тебе ќе мора да те експедираме и на друг медиум за 10 минути. Тоа е тоа. Следиш што разговараме со Пеџа и така. Јас, за разлика од Пеџа, мислам дека сега ни Мицковски, а ни Заев не ги контролираат ситуациите околу тоа што ќе се случува завршно. Сепак е тоа ова една флуктуирачка маса на коалицијски партнери кои што треба да одлучат на кого ќе му се придружат. Може ли да се случи политички земјотрес и да коалицијата што сега владее со Македонија се распадне и да промени страна или да се реши за одење на нови избори? Зашто за жал сите навлегува во овој all-in филм и ги исклучи работите кои не чекаат во идниот период. Ние дојдовме пред вратите на Европска унија и не верувам дека сега ни кај Заев има желба да влезе во решавање на едно тешко прашање кое можеше нели у декември да ни отвори врата и ние да почнеме во крајна линија со таа прва меѓувладина конференција и мислам дека тоа е клучното прашање и затоа мислам дека и Пеџа вели дека не зависи се од локалните. Добро, само момент. Да се доискаже. Ајде, има тука разни гледишта околу тоа како што ти е најлесно, мислам дека сега дури на Заев и на СДС би им одговарало да одат директно на предвремени избори и да ги стабилизираат бројките. Како тоа би им одговарало после ваков пораз на локални избори? Види се, поразот е рефлексија на бројки. Сега ние бројките ако ги анализираме, тие не се драматични бројки. И тие во Па сега Скопје да се изгуби со 30 кусур илјади гласа со кандидат на кој што нели се направија напори од една страна имавме добро организирана и дисциплинирана структура, од друга страна имавме исполнување на желби и тоа му се случи и на Скопје и со коалицијските партнери и бројките беа тие. Од една страна Мицковски се договори со кавадарци, од друга страна ми имаме резултатите во Кумановец. Сето ова се рефлексии на сите тие действија. И реално
Сега нему би му одговарало да се оди на предвремени избори, да се стабилизираат бројките и некој друг да ги решава и посериозните проблеми. Им одговара ги на СДСМ да одат на предвремени избори, барем според Кога велам модели што ги само знаем, да се доискажам, кога велам предвремени, велам брзи предвремени. Не предвремени со припрема од 6 месеци па напролет да имаме. Предвремени се предвремени. Теоретски да. Од други причини, затоа што се побрзо изборите, тоа губитокот за СДСМ ќе биде помал. Избори подоцна ќе значат поголем губиток ако се следи оваа емпирија на зголемување на поддршката за опозицијата. Ама сепак ќе биде губиток. Да. Во некое догледно време, ако не се случи нешто драматично, меѓутоа такви брзи избори кај нас не постојат. Најбрзиот рок за избори е 120 дена. 100 дена техничка влада и 20 дена кампања. А предвремените се скратуваат на 6. На помалку, меѓутоа не верувам дека опозицијата ќе прифати тако нешто, биејќи ние сепак немаме вонредна ситуација во таа смисла. Имаме политичка ситуација, политичка криза. И мислам дека важат редовните рокови, а тоа е 100 дена. Веднаш да прашам и двајцата да прашам, на опозицијата одговара повеќе да дојде евентуално на власт со ришафл на владиното мнозинство во парламентот или повеќе дојде на избори за да добие некаква можеби чиста победа? Парадоксално и на опозицијата и на власти одговараат предвремени парламентарни избори. Јас мислам дека тоа ќе оди натака. Прашањето е колку време треба да се остави во меѓувреме за евентуално да видиме дали има некаква мала шанса во декември или јануари за пробив кон ЕУ или некаде втората. Меѓутоа, тоа што Заев дава оставка така недвосмислено сам вечерта, мислам дека помеѓу другото се должи и на проценката дека со Бугарија нема ништо. Ама чекајте, сега Европската унија го погреба Заев, тоа мислам политички е јасно и тоа го погреба онака без да го очита опело. Мислам дека приказната со Бугарија завршена, дека фер би било, сега ако смеам ја да кажам свое мислење, се извинувам гости сте, ама ја нешто да кажам. Фер би било сега ВМРО ДПМН, имајќи ја предвид националната ориентација на градоначалничката на Скопје, самата да побере промена на устав за да се внесат бугарите, а и други некои националности во уставот. Тоа се разбира нема да се случи, така што веројатно таа европска приказна е завршена работа. Алберт одговара и на опозицијата и на власта по брзи избори. Тајмингот може би е различен, но за предвремени избори им одговара. Ја видим, не верувам ја сега дека во СДС има сила и спремност некој да ги решава тешките прашања, затоа што тој кој беше фронтменот на решавање на тешки прашања даде оставка. Сега кој би бил тој кој би ги водел тие, сепак тие се тешки прашања и сметката. Извини, да. Ама има и тука една мериторна работа, а тоа е прашање дали со оглед на овој изборен резултат СДСМ треба да продолжи да ги решава тие прашања. Значи, и то гласачите во моментот имаат порака дека тоа што го прави СДСМ во моментот, вклучително и со Бугарија, не им се допаѓа. Беџе, ја би сакал да коментирам тука. Ние дозволивме тука као... Ќе ми стана Марковска да следио да е следна што ќе седне така што и со дозволивме као општество резултатите на работата на градначалници, на локалната, значи ако овие резултати се резултат на или последица на работењето на СДС, 70% се од работењето на локалната самоуправа. Не е тоа тајна, се навлекоа сите во вториот изборен круг. Да, ма се дигнаа влоговите, Алберт. Се дигна, ама стана тоа... национална темата со бугарското државјанство на Арсовска Зашо не спорно дека се дигнаа влоговите, ама рефлексија на гласачите не беа тие влогови во првиот круг. Во првиот круг ние немавме такви национални агенди, имавме локални прашања и кај што ја утнеле има резултати. Не само тоа, но ја би рекол еден рацио 70% на локални грешки беа рефлексија на тоа. Не можем да те испуштаме студио, бидејќи имаш уште 3-4 минути без анализа што се случи кај албанскиот блок, бидејќи таму очигледно дојде до исто така поместување кои ќе имат значајни политички последици. Види, во албанскиот блок има, како да кажам, поместување помеѓу Алијанса и Беса. Иначе Дуи во првиот изборен круг доби дури повеќе гласови него што имаше и на парламентарните избори во 2020 Да, ма сепак остана без Тето, остана без Не е гостива. спорно тоа, него во Тетово сепак е дел од владината коалиција и би сакал да се надоврзам на тоа преска. Ми имавме јасни ставови од генералниот секретар на Беса дека после оставката на Заев сепак ќе седнат во владиното мнозинство и ќе одлучат што ќе прават. И сега таму имаме една компетиција. Алијанса го има Гостивар, кој е битен град.
но Беса го има Тетово. И сега кој е побитен град? Па сега кој е побитен град? Од друга страна Дуи го има Чаир и ја има Струга, во Дебар заврши само првиот круг. Така да и Кичево го има Дуи, така да тука ќе се води една битка, но не верувам дека ниту видов некој нагон поединечен од албанските. Само дополнително прашање. Со дополнително прашање, зашто во тоа прашање ќе биде и твојата претпоставна наредна поента. Долго искуството на владењето на Дуи заедно со ВМРО. Претпоставам дека ноќеска си имате истрошено многу мобилни батерии на телефоните околу нели како што треба. Бујар Османи рече дека од оваа лоша рунда не треба се вадат далекушни заклучоци за стабилност на владата, но факт е дека сега всушност и за политичката, барем на краток рок гледано, судбина и на Мицковски и на СДСМ, видите, тоа веќе не е Заев, ќе решаваат овие неколку партии, да не ги забораваме ЛДП и Дом, бидејќи Мицковски до нив вчера испрати една коректна порака. Бидејќи владиното мнозинство виси за неколку гласа. Можеби, ако смеам да забележам, не мислите ли дека можеби на СДСМ му одговара повеќе да ја изгуби власта во парламентот, а потоа да ужива во комоцијата со двата повеќе пратеници од другата страна, тие да кажат сега до кај сме со работа. Види, покомплексно е тоа формирање на ново парламентарно мнозинство, затоа што таа дебата кај албанската општество или медиуми се води тоа и дури и генералниот секретар на БС кажа дека не им одговара такво влегување во мнозинство затоа што има лоши последици и кај албанците бар такво искуство има од 2006 до 2008. Последно прашање, така да не верувам дека да стане што ќе важи за Пеџа, те молам американскиот фактор, бидејќи за европјаните немаме што ве повеќе да разговараме, тие се строза комплетно, не верувам дека имаат моќ било што сега тука да поттикнуваат. Американците како политички фактор во внатрешната американците влегува прилично и они олин во решавање на нашиот спор со Бугарија и вложија свој труд и свој кредибилитет. Така да можеби некои чудни, потешко изводливи комбинаторики би биле можни ова да се надмине и да остане на лошиот вкус во устата. Одеднаш добија криза политичка, можеби најголема на Балтрданот во моментов. Добар, али не е безбедносна криза кај нас. Не, политичка говорам. Политичка криза секако дека добија, мислам дека би требало премногу труд тука да се вложи, ова да се надмине за прашањето со Бугарија, затоа што е прашање и на политичка волја и спремност. Значи, треба да има и политичка волја и спремност и во СДС, каде што тој промоторот и решавачот на потешки прашања, Цинојка даде оставка. Така да е сериозно комплексна. Ја мислам дури ни четврток не е доволен за освестување. Овде е разни комбинаторики и не верувам дека телефонските линии работеле само во тој правец. Имало разни телефонски линии, мислам дека најмалце Синојка разговарал Заев после таа изјава и сите други. Мислам дека Заев овеста некако. Да, мислам дека сите други се најдени во небрано затоа што не знаат во кој правец. Сега нема притисок за ново мнозинство затоа што може да се реализира. За предвремени нема затоа што може да се реализира. Така да е малце интересен момент. Алберт, благодарам многу, сидно е микрофонот, станува од столицата, чекате друго место. Пеџа, што ќе прават сега американците? Тие во принцип секогаш при вакви случаи прво гледаат да се стабилизира ситуацијата. Предпоставам дека сега исто тоа ќе биде овој првичниот нерв. Но што е на средни стази, бидејќи мојата оценка е дека европјаните се во игра. Можеби тоа е грешка, не знам. Европјаните се помалку или повеќе во игра, бидејќи Бугарија на еден или на друг начин го обојува одговорот кој Европа може да го даде на оваа криза и туку се врзува целата оваа приказка со Данила и проценките дали може да се направи поместување со Бугарија. Соединетите американски држави имаат стратешки интерес да се стабилизира оската Босна, Косово, Македонија. Туку што се дестабилизираше во Македонија. Туку што се дестабилизира. Тие во оваа ситуација се во ситуација да спасуваат она што може да се спаси од крупните нивни геостратешки интереси и геополитички потези. Така што мислам дека помалку се заинтересирани кој ќе остане на власт од тоа да нема брзи предвремени парламентарни избори. Тоа е мојот впечаток. Бидејќи брзите предвремени парламентарни избори ги блокираат сите геостратешки правци најмалку на 4-5
месеци. Така е. 3-3,5 месеци додека траат и уште месец и пол додека сватат новите министри каква е бојата на кожата на фотелите кај што седнат. Така што мислам дека првиот чекор на Соединетите Американски држави, па и на меѓународната заедница ќе биде некаква стабилизација. И тоа е нормално. На еден или на друг начин и покрај овие потези на Бугарија во последно време кои прават една движечка цел, прво беше идентитетот, па после беше историјата, па после беше комисијата, па се на крај се малцинствата, може би покажува дека Бугарија суштински има стратешка одлука воопшто да не го решава проблемот. Велат, на Грција и беше успешно ова 15-18 години што ги држа надвор, дај да пробаме и ние уште 15. Тоа го дига алармот кај меѓународната заедница. И постои едно движење, погледнете ги последните изјави на Ескобар, кој директно ја напаѓа Бугарија за малцинствата во Бугарија како одговор на ова, што значи дека постои некаква мала шанса декември, јануари, сите се. Добро, знам, од македонска страна кој ќе го решава тоа? Се повеќе нема. Постои една уште една мала шанса таму после јуни, по завршувањето на француското претставување. Пеџа, тоа е како да разговараме за еден е он така. После јуни. Меѓународната заедница мислам дека сака барем оваа шанса во декември да ја исчека. Да ја проба. Колку и да се мали шансите, на притисок на дополнително но сепак прашам, кој со тоа ќе оти таму испорача да се менува уставот? Кој ќе испорача од оваа страна? Претпоставам дека Мицовски на памет не му паѓа да уегува сега какво било. Тој инаку порача во Софија преку интервју за БГНС дека до сега ве лажеше Заев, ја ќе бидам искрен со вас, нема да уопште никакви лаги. Заев е веќе аут, нема што веќе да бара. Вчера ја славеше победата со песната Едно име имаме. Пред Белата палата. Значи да бидеме јасно кои се позициите, во кои позиции стартуваме во моментот. Но и самиот Мицковски вели избори на пролет. Во неговото обраќање после победата. Така што не мора да значи дека молскавичната оставка на Заев значи и молскавичен тек на настаните во наредниот период. Прво не се завршени локалните избори, има уште 2 недели за дебах. Па потоа има, претпоставам дека формата е враќање на мандатот до Пендаровски. Пендаровски има некое време да се мисли. Дал ќе биде тоа иста, дал нема да биде иста. По мене, фер би било опозицијата да добие шанса да се остави ново предвидено парламентарно мнозинство, имајќи ги предвид резултатите на локалните избори. Да се испита и таа можност просто. Па фер е, доколку имаат мнозинство во собранието, да ја преземат власта веднаш, бидејќи навистина предвремени парламентарни избори ќе не блокираат некое време, вклучително со Бугарија. Па ако не може, опозицијата, која треба да го добие прва сега мандатот? Ако не може СДСМ назад, која втора во оваа ситуација би требало да го добие мандатот, тогаш да се размислува за трета опција некакви избори. Петар Арсовски, благодарам. Ѓугостана Марковска нестрпливо чека и таја да седне за да ни појасни што се случува во Македонија. Ќе мора да направиме едно 30 секунди за оваа хокеарска измена. Не под камера, не ме со. Мало ни е студиото за мене и за тебе пеше во секоја варијанта.